Следното издание на Агроспектар го посветуваме на аквакултурата која што е гранка од земјоделието. Токму затоа се наоѓаме во рибникот во Нежилово. Многу пати на луѓето им е тешко каде да ги сместат рибниците. Дел од нив сметаат дека се дел од туристичките понуди на одредени региони, а дел пак дека се само ресторани чиј специјалитет е одредена риба. Рибниците во Република Македонија се сместени во Законот за рибарство и аквакултура. Аквакултура може да вршат домашни и странски правни лица, регистрирани за дејност рибарство и аквакултура, физички лица и научно и образовни установи кои се запишани во регистрот на одгледување на риби. Одгледувачот на риби смее да ги одгледува само оние видови риби кои се наведени во изводот. За отварање на рибник потребна е дозвола од ресорното министерство. Аквакултурата во Македонија е многу распространета. Може да се забележат бројни рибници кои во своите корита одгледуваат разни видови риба, како краб, пастрмка со своите видови. Во Законот за рибарство и аквакултура стои дека на риболовната вода на која се одгледуваат риби во корита, забрането е ловење на риба и вршење на други активности кои може да го попречуваат и отежнуваат одгледувањето на рибите. Покрај својата сопствена дејност, рибниците играат важна улога во развојот на туризмот. Токму затоа дел од населението сметаат дека целта на рибниците е токму таа. Во областа Азот, во регионот на општина Чашка, е изграден рибникот во село Нежилово, кој воедно е еден од првите рибници во Република Македонија. Во далечната 1991 година, Трајче Димов го изградил рибникот. Започнал со одгледување риби во неколку корита, а денес има многу повеќе. Трнлив е патот до успехот. Тој со напорна работа и многу вложување успеал својот рибник да го претвори во рибник кој надалеку е прочуен. Добро, господине Трајче, еве денеска се наоѓаме на вашиот рибник, кој што е еден од првите рибници во Македонија. Сте почнале многу одамна, скоро пред 25 години. Тогаш сте имале многу малку корита со риба, денеска имате многу повеќе. Ке може ли да ни кажете каков беше патот до успехот? Така, мако трпно од 90-91 година па до сега, значи 25 години. Рибникот не е еден од најпрвите во Македонија, него претходно ги имаше општествени рибници, него после 90 година се приватизирани, луѓе приватно кои што си правиле рибници. Значи на почетокот беше тежок беше патот за до изградбата на самиот рибник, а и со самото производство. Па со текот на времето се усовршене и доградени и другите рибници, така и сега работиме како што треба. Добро, со оглед на тоа дека сте се одлучиле токму во Нежилово, ќе ни кажете ли од каде идејата ви дојде за да направите еден ваков рибник токму во ова село кое што е дел од Азот и кое што изобилува со природна убавина? Па видите, идејата се вроди шетајќи по македонските рибници, се вроди една идеја, а потекнувам исто од ова место тука. И кога ми се вроди идејата, ја одбрав и локацијата тука за изградба на рибникот, така почна со рибарството. Со оглед на тоа дека можеме овде да забележиме дека имате голем рибник. Колкав е капацитетот? Капацитетот не е многу голем, е негде околу до 15 тона на годишно ниво. А да се проширува за повеќе не може, ради тоа што диктира самиот проток на водата. Ради тоа што летно време намалува доста водата и не може да се проширuje многу. Ако прошириме многу, па ќе се гуши па самата риба, значи диктираат условите на протокот на водата. Каде се пласира оваа риба која што ќе се произведе од овој рибник? Па рибата ја пласираме, на почетокот ја пласирав широм Македонија, највеќе во Скопје, и бидејќи ги имав тие тешкоти за пласманот на рибата, се одлучив да направам угостителски објекти, да го најдеме пласманот на рибата од лице место. Тоа што кога рибата ја носе по македонските рибарници, не можев да бидам присутен на објектот, ги имав зголемени трошоци до самиот транспорт на рибата и ја носев рибата со понамалена цена, бидејќи редовно снабдуваш по рибарниците. И сите тие заштедени средства одлучив да ги давам преку годината во нов развој, бидејќи тие средства ќе бидат заштедени. Ако јас произведев, пример,
во годината до 15 тона риба. Значи со сите тие трошоци ја 1 евро бев скратен од по килограм за рибата и значи ќе ми остане а мене некаде околу 14-15 илјади евра како заштедени. Тие средства ќе ги секоја година ги давам во нова инвестиција и затоа почнав со угостителски работи. Како доаѓате до подмладок на рибите? Дали можеби купувате млади рибчиња или пак овде се мрестат? На почетокот ми било и тоа тешкотијата, кој што нема познавање од мрестењето работи. И мораше да проучам и таа гранка со мрестењето. Од 98 па навака почнав самиот со мрестење. Го специализирам мрестењето и самиот си произведувам за моите потреби за рибникот, за насаден материјал. Бидејќи овде ги мрестите рибите, еве кажете ни на колку време е потребно да се мрести рибата? Пастрмка да се мрести има негде 6 месеци скоро опсек за мрестење. Значи има и со летен мрест, има со зимен мрест негдека, а кај мене тука е мрестењето од октомври па до негдека до Нова година, после Нова година, значи до јануар месец. Бидејќи веќе ја спомнавме пастрмката, мораме да напоменеме дека овде ви одгледувате калифорниска пастрмка и златна. Ќе може ли да ни кажете зошто токму овие две врсти на пастрмка сте се одлучиле да бидат дел од вашето мени во рибникот Нежелово? Произведувам значи и златната пастрмка и калифорниската пастрмка. Така на почетокот сум земал како подмладок и они се врши репродукција. Друга риба која произведувам ќе нема да одговара на водата, нема да одговара за прираст таму, значи самата вода одговара за одгледување на пастрмката одгледува. Ако земеме друга риба, пример, едно ќе нема тов и друго ќе ми отежни работата, значи со кој ќе узурбирам базенти со мал број на риба или некој нема да оди работа кој што треба. Ке може ли ве малце да проговориме околу временските услови и оние климатски промени кои што континуирано се случуваат? Има ли, да речем, мака рибата токму од овие? Жешко лето и ладна зима? И летно време, и зимно време. На ниска температура самата пастрмка не ни се храни, зависи sa која ниска температура, значи испод 4 степени она нема ни да се храни. А летно време па високата температура над 18 степени, таа е критична температура, а кој што може да дојде и како ова лето што беше и над 18 може да дојде, сега мора да водиме голема сметка на таа висока температура, да не даваме храна, така да се спасиме од тие стресни ситуации да заштитиме рибата. Ако продолжиме да даваме храна, значи самата риба пастрмка, како се зголемува температурата на водата, она може да се храни дури и до смрт да се храни. А додека па ниската температура, значи не се храни, немаме тов, ама може да издржи рибата и до точка на мрзнење. Сега тука се штетни и матните води, пример, поројните дождови кои ќе дојдат, пролетни, есенски дождови кои ќе дојдат, кои ќе надојде реката, тука треба да пратиме дури и временската прогноза пред да заврне ден-два, па да не даваме храна на самата риба, за да може да таа риба да поднесе тој стрес. Во земјоделието во последниве неколку години континуирано се вложува, што со субвенции, што со преку агенциите за финансирање за земјоделието. Каква е состојбата во аквакултурата? Лично од ваша гледна точка, ако можете да ни кажете малце повеќе. Од моја гледна точка, субвенции државата слушам дека доделува, јас само еднаш имам искористено субвенции, значи тежок е патот со документација до тие субвенции, затоа се повлекувам од тие субвенции и моја препорака е да државата да ги укине тие субвенции, средствата за тие субвенции да ги пренасочи државата во подобрување за услови при работа. Значи мене треба државата да ми донесе, да ми створи услови овдека за работење, да направи мост, пат, да бидам безбеден на тој начин, или па да направи државата патишта пример со тие субвенции и на врвото планината, така тој благодет да го опипа, секој да го опипа, а не да се дадат пари на поединци да се потрошат како што не треба. Оваа година државата од својата каса издвои негде околу 90 милиони денари токму за вложување во аквакултурата. Еве, вие како личност кој што директно сте вклучен во овој дел од земјоделието, што сметате, дали со ова ќе се развие оваа гранка или пак можеби е потребно некој друг начин? Не би се развило ништо, не би се развило со тоа, ради тоа што
веројатно се прават и програми, ќе се направи програм како да може да се произведува нешто, а од тоа нема ништо производство. Државата, ако доделува таквија средства, треба оние на тие што ги даваат тие средства, треба да ги држи под една контрола, на крајот да произведат нешто, ради тоа што државата за да има корист од тоа. Ако државата нема корист од тоа, зошто да дава пари на поединците? Она што е интересно е тоа што сопствениците не остануваат само на рибниците. Во последно време покрај коритата со риба и рестораните каде се служи истата, често сопствениците градат и хотели. Со ова се отвараат повеќе работни места, а воедно се допринесува и за развој на туризмот, гранка која оди рака под рака со аквакултурата. Посетителите на рибникот Нежилово, покрај вкусна риба, може да уживаат во недопрената природа која ја нуди Нежилово, како и целиот регион на Азот. Да проговориме малку и за оно кој што вие сте го создале. Овде имате изградено и хотелски комплекс кој што дополнително вие, да речеме, леснува работата заради тоа што доаѓаат туристи од други градови. Па да ни кажете, еве, што ви велат, какво е чувството да се биде во Нежилово? Самите гости ни отрасираат некогаш и патот, што треба понатака да направиме на овој район. Значи, секој си има свое мислење, па некогаш ги слушуваме и самите гости и допринесуваме. Значи, на почетокот јас се судрив со пласманот на рибата, што носев широм Македонија. Тоа ме натера мене да се бавам јас со угостителство. Кога почнав да се бавам со угостителство, и тоа беше мако трпно, така и плашливо за да се бавам, ради тоа што не е само да изградам нешто, а да немам посети на самиот објект. Почнав со мали простории, една мала просторија, која што почнав таа просторија да се полни со гости, па почнав да проширувам после и понатака. Со проширувањето на тоа, па на крај направив и хотел, кој што и тој се полни, се зависи во која временска сезона, особито летно време, обавезно хотелот се полни пошто имам посети од школите со дечињата. И самите посети од тие дечиња по школи, па они бараат, па и други услови бараат. Бараат спортско игралиште, бараат базен за пливање таму, кои што се опфатени и тие работи се направени. Значи базентот е направен, почнато и спортското игралиште, уште за мала работа тоа да се доправи. Значи самиот круг мораме да го затвориме за да имаме зголемени посети на објектот. Ако тргнеме од почеток, и првиот рибник кој што беше во Нежилово немаше сместувачки капацитети, дури немаше ни ресторан. Потребата се јавува сама по себе. И јас се надевам дека токму и овие рибници, два за кои што зборувам што постојат, покрај тоа што едните само продаваат риба, во другиот веќе може и да се користат ресторанските услуги, во иднина исто така и тие ќе имаат сместувачки капацитети, бидејќи некако заедно го работиме тоа и знаеме дека се поголем број на туристи ни доаѓаат во нашата општина, се повеќе се знае за нашата општина. Квалитетна е нашата храна која што имаме тука. И јас мислам дека ќе имаме поголем број на сместувачки капацитети токму покрај рибниците, така ќе се отвараат тие работни места. Оти сега се отвараат тие работни места само како ресторански услуга во ресторанот. Меѓутоа после тоа ќе има сигурно вработување и за рецепционери и за оние сместувачи на оние што ќе ги уредуваат собите и така натаму во кои што ќе ги средуваат. Се надевам дека во иднина ние и досега имаме резултати, но дека ќе бидат многу поголеми или барем нека продолжат со овој интензитет. Бидејќи знам дека вашиот рибник е познат и ширум Македонија, па можем да кажеме и надвор од границите на Македонија. Може ли да споделите со нас еве од каде се вима дојдено гости да го посетат овој рибник? На почетокот, кога сум го почнал да го правам рибникот, што сум се среќавал со доста луѓе, они ми прокоментирале дека во рурална средина, во далеченост од градот, таа промаршена инвестиција ќе ти биде. Мојата теза секогаш беше, познавајќи го крајот, бидејќи потекнувам од овој крај, дека Азот, да речем, кој што е при општина Чашка,
сите села беа полни со народ. Особито во Богомила, кој што слив беше на сите села, кој што самото школа таму имаше ученици, околу 500 ученици имаше. Значи, селата беа преполни со луѓе. А со емиграцијата село-град, они кај отидо? Дали широм светот, или па се низ Македонија. Значи, народот е тука. Мојата теза беше, мислите моја беа, дека секој кој што потекнуе од својата средина, верувам дека еднаш во годината ќе посети родниот крај. И мислејќи на сето тоа, и желбата моја се оствари. Знам дека се кога ги направи устителските работи, кога се оформи базентот, рибникот кој што треба, хотелот, и сите од Македонија, во Македонија а што потекнуваат од тука, а и веќе и други луѓе кои што широм Македонија, кои што летно време ме посетија, а доста сум посетен и од сите амбасадори кои што се во Македонија се дојдени кај мене тука. Со оглед на тоа дека еве веќе рековме скоро 25 години се занимавате со оваа професија, претпоставувам дека се соочувате со некој проблем кој што можеби го попречува она работење. Што конкретно еве вас како сопственик на овој рибник ви е потребно да се направи за да се подобрат условите, можеби и посетеноста? За полесен пристап на граѓаните што ќе идат до мене, значи треба да се поправи самиот пат. Јас кога почнав 90-91 година со рибникот, имав едно порибување, 2-3 години работење и престанав. Престанав да работам ради тие услови што ги немав за работење. Значи во тоа време немав пат, немав телефон, инфлација 2-3% дневна и мораше да престанам со работа со рибникот 4-5 години. Во тие 4-5 години јас се припремав како да ги подобрам условите за работење до самиот објект, бидејќи нервозно делував, направен објект, а да не можам да работам. И 96 година јас се издействував да се направи еден асфалтен пат од 5 километра, али тој асфалтен пат го направија како што бил претходно, со остри кривини, значи не тежок приод. Али како така се подобрија условите, после се издействува да имам мобилна телефонија, значи ги подобри условите и 98 година, значи повторно почнав со порибување. Пред некоја година, можам да речем некаде 4-5 години, дури и сам направив програма, знам дека имаше од самата општина допис до местни заедници таму, која местна заедница ќе бара средства за поправка и доправка на локалните патишта, да поднесе барање, али со програма. И се заангажирав да направам програма и да земе таа програма општината, па да конкурира и патот да се поправи како што треба да се направи. Но општината не го зема проектот во обзир, иако го платив проектот на 2000 евра кај градежна фирма која што го правеше проектот. Значи, воколку се подобрат условите за подобар пристап, ќе имаме многу повеќе гости тука и луѓето ќе се осеќаат побезбедни во самиот пристап, а доста пати имам реагирано како да преспоиме централна со западна Македонија, кој што овдека надалеку на 5 километра има еден пат кој што скршнува за Прилепскиот регион, кој што испаѓа во селото Стровија. Патот можам да направиме краток опис и за патот и кога е почнат патот. Тој пат е почнат негде кај 85-та година, уште во социјализмот, али со некои разлози дека тој пат на некој ќе му сметал и со блокада од самата железница кој што преминува тој пат преку самиот тунел и направија блокада тој пат како да не постои. А често се чудам па кога ќе дојдат па овдека па гости од Полска, Чешка, Румунија, Словенија, таму идат со картите дека тој пат е како асфалтиран. Значи тој пат не е асфалтиран, останат е така и беше едно време непрооден доста, дури срасна сиот пат, па се заангажирав јас со моја машина, го прочистив тој пат и беше како прооден. На неколку пати потенцирав и преку другите медиуми, дававме изјави дека тој пат е од големо значење за населението и за при општина Чашка, Велес,
и со Прилепскиот дел. Значи ја преспојуваме централна со западна Македонија со кратко растојание. Тоа кратко растојание, значи патот е со должина од 11 км и 250 метра, со 70 до 80 направени пропусти со широчина од метро и 20, со бетонирана влезна и излезна глава. И патот е широк на одредени места со 10 и 15 метри. Значи, проценката моја, што сум соработувал со други инженери, градежни инженери, на тој пат само да се прави со 1.000.000 евра. Значи, со 1.000.000 евра, со минимални средства, имаме преспојуване централна со западна Македонија, кој што од овдека од ова место, ако одиме до Струга, до Охрид, имаме само 130 км. До Прилеп имаме неполни 50 км, до Македонски Брод 45 км, до Кичево 70 км. И да не ги набројувам другите градови, значи ептен скратена врска имаме, а кој што ги имаме села кој што од Стровија или од блиските села на 11 км, па вртат кругови по 120 км да дојдат до Велес и до Скопје, не знам. Значи, зголемено е растојанието кој што имаме блокада на таа комуникација. Значи, ни роднини сега да ги имаме на 10 км, ја треба да вртам 200 км круг да направам Велес, Прилеп, па да се вратам до Стровје. Во овој регион, освен со аквакултура, мештаните кои што живеат овде или оние кои што сакаат да купат можеби земја или да насадат посади, со што друго може да се занимаваат луѓето? Мој совет е за да се развива овој крај. Сега не може сите со рибарство да се занимаваат, а може има и други гранки кои што може да се занимаваат. А тоа наредна гранка овде како што најдобро може да успева да се одгледува само крупен добиток, значи со тов на говеда пуштени на испаша, бидејќи природата дала храна, реката е тука и само треба да се работи. И друго, за земјоделието, луѓе кои ќе ги видам тука дека со мотика ќе работи и ќе сака да сработи нешто, тоа не е. Денешното време е напредно и треба, значи, оние исцепкани површини кои што се по 200 квадрата по декар или пола декар и 2 декара, значи треба да се окрупнуваат во хектари, треба да се окрупнува. И државата треба да го земе во обзир тоа дека секоја неработена површина да се оданочува. А секоја работена површина да се ослободи тоа лице од било какви даноци, пред државата. Така да се мотивираат луѓето да ги работат површините или па дури да се одзимаат оние неработени површини, така да се оформуваат крупни површини, да се пуштат тие површини да може да се обработуваат механизирано со голема механизација. Во однос на развојот на аквакултурата, градоначалникот на општина Чашка, Горан Чопановски, вели дека во иднина во овој регион ќе се отвараат и нови рибници. Местоположбата каде е сместен Азот е најпогодна за развој токму на оваа гранка од земјоделието, која станува се поатрактивна за населението во однос на отварањето бизнис со кој се подобрува животното екзистенцијално прашање. Значи, видите, ќе ги има се повеќе рибници, значи имаме 2 реки. Јас се надевам дека токму тие кои што сакаат да инвестираат во иднина, пак ќе кажам дека се консултираат со Министерството за земјоделство и со нас како општина и покрај субвенциите кои што ги дава Министерството, се разбира помал е ризикот на сите оние што сакаат да влезат во тој бизнис, едноставно на подолгорочен план да планираат, затоа што рибата секогаш ќе биде интересна и за европскиот пазар. Нашата е доста квалитетна тука, од здрава животна средина. И во овој момент имаме 2 или 3 рибника кои што кај нас, на наша општина, функционираат. Меѓутоа, од разговорите со одредени луѓе кои што не се жители на наша општина, јас имам информации дека во иднина се планира уште неколку да бидат отворени и да почнат со работа на нашава територија. Кога станува пак збор за економскиот раст, општина Чашка не може да се надева на некој индустријски развој, но затоа земјоделието е тоа кое треба да ја движи општината заедно со туризмот. Тоа и дава резултати. Значи, благодарение и на Министерството за земјоделство, во наша општина има се поголем број на земјоделци.
ако сами погледнете ќе видите дека некои ниви кои што пред 10 години беа оставени, нити се обработува, едноставно беа покриени со трева или некои други растечки дрва кои што нема никаква врска со земјоделството. Сега тие истите се орани, на нив е посеано дел од оние земјоделски култури кои што земјоделците се договараат со Министерството за земјоделство и нивните подрачни единици кои што им помагаат тука, и факт е дека полека но сигурно дава резултати и вербата се враќа во земјоделството. Јас се надевам дека во иднина многумина велат точно, земјоделството е тешко, земјоделството е фабрика на отворено, меѓутоа се поголем број и млади луѓе се вклучуваат во тоа, ги работат кај нас земјоделските култури како што се тутунот, повторно се враќа оризот, житото нормално, царевката и се она што некогаш на овие простори едноставно било сеено и тоа давало резултати каде што поголем број на граѓани се прехранувале тогаш и нешто продавале. Меѓутоа, сакам да кажам дека резултатите се евидентни. Земјоделието е област која опфаќа многу гранки и дејности. Општина Чашка, од друга страна пак, е една од водечките по искористувањето на ИПАРД програмата или популарно 50-50. 50% финансира Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделието и руралниот развој, а 50% земјоделецот. За ова да биде така, заслужна е локалната самоуправа и агенцијата. Се отворија неколку мобилни канцеларии. Сега земјоделците нема да имаат потреба да доаѓаат до Велес за да се информираат за новостите, туку сите информации ги добиваат во овие канцеларии. Од порано беше јасно дека земјоделците ќе си ја работат својата работа. Значи земјоделството. Треба да ги добиваат информациите од луѓето кои што се стручни за земјоделство, они тоа да го имплементираат, и ние сме свесни дека колку повеќе луѓето стручни од Министерството за земјоделство и подрачните единици кои што ги имаме кај нас во општинава се поблиску до земјоделците, резултатите ќе бидат поголеми. Затоа што тогаш и земјоделците се чувствуваат поинформирани, меѓутоа и посигурни. Затоа што знаат дека и кога ќе го произведат тоа што ќе го произведат, токму овие луѓе кои што доаѓаат на терен ќе ги насочат каде сето тоа треба да го пласираат како производ. И тоа е многу добра работа во која што ние знаеме, имаме и повозрасни земјоделци кои што не можат сите тие документи да ги подготват, да ги средат така како што треба, меѓутоа затоа се овие луѓе им ги пополнуваат документите со вистинските информации, со вистинските податоци, и овие луѓе кога ќе добијат средства, кога ќе добијат на пример за тракторот 50% кој ќе им се исплати после тоа, вербата е се поголема и значи тие продолжуваат понатаму да им раскажуваат и на своите синови како треба да си продолжат да се бават со земјоделство, а не да се иселуваат. Од кај нас многу мал број на иселени луѓе имаме во последно време од нашата општина. Значи си ги работат своите ниви, своето имање или она што е на државата, а земено под концесија. Она што во моментов најмногу се бара и на домашниот и на странскиот пазар е органската храна или органското производство на овошје и зеленчук. Општина Чашка по ова прашање може да биде извозник на онолку колку ќе произведе органско. Така. Значи, во иста насока е токму тоа, значи сега не само што треба да добиваат информации, меѓутоа треба и земјата и почвата, се разбира, да биде органска. Значи, кај нас, кога сме зелена општина, кога сме еколошка општина, значи немало ни загадување. Сега единствено е тоа што токму оние дали ќе бидат тераноградинарски, шумско овошје, сето она што е потребно од година во година ќе го собираат нашите жители, од има тоа си се диви шумски производи, сето тоа ќе биде откупено, меѓутоа навиката се уште ја нема кај луѓето, пошто не почувствувале некоја разлика во цената, а кога сето тоа од година во година ќе направи резултат, јас верувам дека органската храна кај нас ќе биде произведувана и што побрзо продавана на пазарот. Затоа што велам дека ако еден производ кој не е еколошки има одредена цена, оваа цена е дупло повеќе еколошката од ова претходната за која што зборував. Јас се надевам дека во иднина дури и луѓе кои што живеат во градовите, а тешко живеат во градовите и така натаму, ќе ни доаѓаат во нашиве места, ќе се откажат од тие моментално
поубави услови за живот што се однесува во нивните мала, меѓутоа овде ќе можат да заработуваат и едноставно и на своите деца да им понудат подобра екзистенција. Ако во минатото се гледаше со подсмев професијата земјоделец, општина Чашка е пример за тоа дека земјоделието е рамноправен чинител на економскиот развој. Граѓаните се повеќе можноста за пронаоѓање работа ја наоѓаат токму во почвата. Ова беше се што ви подготвивме во ова 5-то издание на Агроспектар. Со нова тема, следна средба закажувам за 7 дена.